Силно ја осудуваме руската воена агресија врз Украина. Оваа војна исто така ги подкопува безбедност и стабилноста во Европа и представува сериозен напад врз меѓународниот поредок. Ја изразуваме нашата одлучна поддршка за независноста, суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина. Таа има инхерентно право на самоодбрана за да ја обезбеди собствената независност и суверенитет и право самостојно да ги избере собствените безбедносни аранжмани. Ова е дел од текстот од заедничката декларација што произлезе од состанокот на Јадранската повелба, формат познат како А5. Денеска во Скопје шефовите на дипломатиите на Северна Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина и представници на САД, Хрватска и Црна Гора ја потврдија осудата за руската агресија, но и поддршката за Украина да се одбрани. На средбата на оваа иницијатива, која пред 20 години стартуваше под покровителство на Вашингтон како пат за забрзување на приемот на балканските земји во НАТО, видео обраќање имаше министрот за надворешни работи на Украина. Русија да не беше зафатена со Украина, ќе се свртеше кон Балканот, предупреди Кулеба. Иднината на евроатлантската безбедност се решава на бојното поле во Украина. Со години Русија се обидуваше да ги дестабилизира балканските земји преку сајбер напади, закани, па дури и обид за воен удар. А Украина од секогаш ги поддржуваше балканската стабилност и демократија. Би се осмелил да кажам дека доколку Русија не беше зафатена во Украина, ќе беше поактивна во осејањето нестабилност на Балканот. Земјава која претседава со Јадранската повелба иницира нов стратешки концепт на А5. Главна причина за таквиот потек се променетите геополитички односи по нападот на Русија врз Украина. Регионот и дел од членките на повелбата, вклучувајќи и Македонија, досега донирале воена опрема вредна повеќе од $200 милиони. Москва неколку пати реагираше зошто земјава праќа воена асистенција за Украина. Руската Федерација ги има прекршено, насилно, неоправдано основните принципи на меѓународното право и на меѓународното хуманитарно право. Тоа се принципите на европската безбедносна архитектура кои го одржуваат мирот во Европа во последните 75 години. Тоа се принципи кои што го одржуваат мирот во нашата држава. Нашите граѓани уживаат мир затоа што после Втората светска војна е воспоставен меѓународен правен ред и поредок кој што спречува државите насилно, односно да ги нападнат соседните држави. И од тука нашиот став не е према рускиот народ, не е према Русија, туку агресивното однесување на Руската Федерација и на власта во Руската Федерација кој што го загрозува светскиот мир преку рушење на тие основни принципи на кои се темели мирот во светот, посебно мирот во Европа, па и мирот во Северна Македонија. И од тука ние не можеме да останеме неутрални. Утре на владина седница ќе се решава побарањето на Украина да и се донираат 12 борбени хеликоптери Ми-24. Генерал штабот во својата анализа веќе даде позитивно мислење дека овие летала кои неколку години не се во употреба не и требаат на армијата и дека тие може да му се донираат на Киев. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.